Посебен режим на сообраќај, често мење на градските улици, постојан инспекцијски надзор на индустријските капацитети, се дел од неколкуто усвоени мерки за намалување на аерозагадувањето, кои како точка на дневен ред на денешната седница ги предложи градоначалничката на Тетово Теута Арифи. По нејзино и побарање на советничката група на ДУИ се донеси заклучок владата да ја преразгледа одлуката за пролонгирање на рокот за добивање на еколошка дозвола за комбинатот Југохром. Против заклучокот гласаа советниците од ВМРО ДПМН, ВМРО Народна партија и СДСМ. Загадувачките супстанции во атмосферата представува голем проблем за чие решавање потребно е сериозна заложба од страна на сите релевантни институции. И поради тоа користам прилика да апелирам до владата на Република Македонија да се преразгледа последната одлука за продолжување на работата на фабриката Југохром за наредниве 2 години, без да ги почитува законските обврски, односно поставување на заштитни филтри и исполнување на еколошки стандарди. Советникот од ДУИ Бајрам Реджепи изјави дека Југохром е најголем загадувач од каде се испуштаат неопасни честички во воздухот. На ваквата констатација реагираше советникот од ВМРО ДПМН Горан Јовановски. Тој изјави дека овие тврдења се непроверени и во Советот на место за Југохром треба повеќе да се дискутира за мерките за намалување на аерозагадувањето, кои се предложени на дневниот ред. Почитуван председателе, 45 минути разговараме за Југохром. Вие бевте фери коректен кога ни поставивте дневен ред овдека и никаде не се спомнуваше точка единствена за Југохром. Советникот од ДПА Дурим Љума смета дека мерките за намалување на аерозагадувањето кои ги предлага градоначалничката Арифи се задоснети. Ние мислиме дека еве 2 години уназад овој проблем ни се повторува. Имавме и дополнително барање да Министерството за екологија директно да се вклучи во решавање на проблемот. Повторувам, во решавање на проблемите. Не алудираме на затварање, отварање на компании. На седницата по барање на советникот од ДПА Дурим Љума се донесе заклучок општината од Министерството за животна средина да бара извешće за тоа колку Југохром го загадува воздухот и состојбата да се следи. Се донесе одлука за основање на јавни претпријатија за паркиралиште и јавен превоз. За решавање на проблемот со дивата депонија како најголем загадувач на воздухот во Тетово не беше предложена ниту усвоена никаква мерка.